Струјата прескапа, а дури од идната сезона може да се очекува поголемо производство и помала цена на струјата. Дали ќе има и замрзнување на цените? И Северна Македонија ќе донесе одлука за замрзнување на основните производи. Тука се говори дека најверојатно ќе биде лебот, брашното, млекото, зејтинот. Дали лидерот на Дуј Ахмети игра двојна улога? Го штити лидерот на СДСМ и премиер во заминување Заев, но во исто време како потајно да посакува предвремени парламентарни избори. Па, ако господинот Ахмети би сакал тоа да го направи, во моментот кога најави оставка господинот Заев, ќе бараше предвремени парламентарни избори. Па не доаѓаат во предвид предвремени парламентарни избори. Корупција, хибриден режим, население кое старее. Ова се работи на, како се вели, на елементарно човечко достоинство и почитување на правото и моралот. Тука додавам елемент за морал, што е многу голем проблем. Нашиот Моџо напиша ваш роман. Сите го сваќаме времето како живееме, како да ќе живееме вечно, а нема. На болните им е потребна пост-ковид психичка и физичка рехабилитација. Целиот процес на опоравување иде постепено. Донесена е одлука за продолжување на кризната состојба, имајќи во предвид дека се соочуваме подолг период со енергетска криза. Во меѓувреме Србија донесе одлука за замрзнување на стоките и услугите. Во ово издание на Тренинг мој соговорник е министерот за економија Кресник Бектеши, кој се врати токму од Србија на конференција околу енергетската ефикасност. Добре дојдете во емисијата. Благодарам за поканата и поздрав до вашите гледачи. Продолжена е кризната состојба до средината на идната година. За колку посто ќе се покачи струјата од јануари? Ние како влада сме одлучиле да му предлагаме на собранието за да го продолжи за наредните 6 месеци, за да имаме можност преку комисијата која веќе е формирана да донесеме соодветни мерки се со цел да се справиме што подобро со енергетската криза, а секако да ги вклучиме сите засегнати страни, вклучувајќи ги и опозицијата. Вчера имав прилика да слушам и став на големата опозициона партија ВМРО ДПМН. Јас би сакал да ја користам приликата и во вашата емисија да ги повикам да седнеме сите заедно, да ги разгледаме и нивните предлози и секако согласно сите анализи да донесеме соодветни мерки кои ќе бидат во интерес првично на граѓаните, а секако и на стопанството во целина. Министре, не ми одговоривте за колку проценти ќе биде зголемена цената на струјата за домаќинствата, она што најмногу граѓаните ги интересира од јануари 2022. Значи таа е одлука на регулаторната комисија, но секако дека цената ќе биде во интерес на граѓаните, во интерес на домаќинствата, а ние правиме големи напори за да нема ценовни шокови и во делот на слободниот пазар, каде што вглавном се поголемите потрошувачи и индустријата во целина. Планирате ли на интервентен увоз на струја? Она што дел од компаниите го сугерираат. Значи вака, во однос на интервентен увоз на струјата се прави во моментите кога ЕСМ не може да ги доволи потребите на универзалниот снабдувач. Во слободниот пазар таму не може да влијае ЕСМ, ни пак не може да влијае државата, пошто веќе со новиот закон ние го либерализиравме целосно пазарот и сега по категории одиме годишно, ова наредната година треба ЕСМ да исполнува 60% од потребите на универзалниот снабдувач и еве сега ексклузивно би кажал за вашата емисија, најверојатно владата наредната недела ќе донесе одлука за тоа да не биде 60%, но целосно 100% потребите на универзалниот снабдувач кој ги снабдува малите потрошуваци и домаќинствата да биде снабдувани од страна на ЕСМ за да нема многу големи шокови и тоа што веќе се кажува од одредени експерти, од одредени медиуми кои ги прават пресметките. Кој потврди во однос на енергетската криза? Можевте ли порано да ја предвидите оваа криза? Многу често дел од владеачката гарнитура милува да ја користи формулацијата енергетската криза е
увезен проблем. Да, на светските берзи расте цената на струјата, меѓутоа можевме ли ценовниот шок, односно ова што сега ни се случува, недостиг на струја, да го предвидиме многу порано? Значи, тоа било предвидено и е разговарано внатре у владата, посебно во склоп на менаџментот на енергетските компании, но треба една работа да се има во предвид. Во делот на домаќинствата и на малите потрошувачи, во Северна Македонија, тој пазар е регулиран. И цените не може да се менуваат, пошто 2 пати годишно регулаторна комисија носи цена за регулиран пазар. Тоа што претhodно го кажав, ова година беше 65%, наредната би требало да биде 60%. Но ние, за да нема ценовни шокови, да не плаќаат домаќинствата поголеми цени за електрична енергија, и во јуни ова година и сега ќе донесеме одлука за ЕСМ да ги покрива потребите на EVN Home или пак на универзалниот снабдувач од 100% за тие тоа што е разликата од 40 или 35%, да не треба целосно да биде увезена, имајќи ги во предвид цените кои се во берзите, а секако дека најважна за Северна Македонија е ХУПЕКС берзата, каде генерално се зема како референтна цена. Министре, вие застапувате тезата, цитирам, Македонија во регионот е најнапредна во енергетската транзиција. Дали следниот или ветеричниот парк може да доведе или може да придонесе околу побрза енергетска ефикасност? Значи вака, во однос на енергетската ефикасност ние спроведуваме неколку мерки и заемот и соработката што имаме и со Светска банка и со ЕБОР во склоп на Министерство за финансии, во делот на јавните институции и начинот за заштита на електрична енергија веќе се реализираат во нашата држава. Дополнително тоа имаме и нов закон за енергетска ефикасност кој ги уредува условите и начинот како тоа да се спроведе во наредните години, но што се однесува до ветерните паркови кои веќе се најавени, што се однесува до фотонапонските централи, тоа е обврска што произлегува од Законот за енергетика, кој е еден од најдобрите закони, би кажал, во регионот, каде што директно е транспонирана, значи директивата што се однесува до поттикнување на обновливите извори, и веќе ние реализираме такви проекти и преку нашите државни компании, во овој случај како што е ЕСМ и фотонапонската централа, која за кратко ќе се пушти во употреба во бившиот рудник во склоп на термоелектраната Осломеј, но и согласно новиот модел на премиум фидинг тарифи, каде во теке и вториот повик од страна на Министерството. Дали не сметате дека можеби ова е сега и помалку задоцнет чекор? Имајќи во предвид дека подолг период се соочуваме со енергетска криза? Па можда е задоцнет, но треба да се има во предвид дека до 2018 година во нашата држава ще инсталиран капацитет од не повеќе од 20 мегавати од соларна енергија, и за да се дава просто требаше да се направат измени и во законите, и во правилниците, и во уредбите, и во процедурите на начинот како тие да се градат. Како ги направивме тие на почетокот на 2019, веќе се во тек изградби на фотонапонски централи од 60 мегавати само од јавниот повик што го спроведе Министерството за економија. Дополнителни 10 мегавати веќе ќе се пуштат во потреба од страна на ЕСМ, а секако дека во тек се и 20 мегавати во Рек Битола, дополнителни 10 мегавати во Осломеј, и тука секако дека не влегуваат инвестициите што веќе почнале да се реализираат како стратешки инвестиции, кои веќе се најавени од страна на владата, и главном и препорака на Европската комисија и на експертите за да се побрзат инвестициите во обновливи извори, за да се справиме полесно со кризата. Тоа го прави Северна Македонија, и јас сум горд што токму во термоелектраната Осломеј веќе се пушти во употреба дополнителен капацитет од обновливи извори од 10 мегавати и преку јавно-приватно партнерство дополнителни 100 мегавати, што на некаков си начин ќе го покрива целосниот капацитет што го има термоелектраната Осломеј, а која сите знаеме дека работи со јагне.
Според одредени анализи, во светот 13% од произведената енергија е добиена од соларна енергија. Кога може да очекуваме да биде готов соларниот парк кај Штип? Ние веќе сме добиле како влада и како Министерство за економија предлог од страна на потенцијален инвеститор, веќе и беше најавен дека е француски инвеститор, веќе се преговара во текстот на договорот. Јас сум повеќе од убеден дека во наредните 2 до 3 години не само тој капацитет, но и другите инвестиции како што е ЕФТ, како што е АТС и некои други инвестиции кои веќе ги доставиле нивните апликации ќе бидат реализирани, но многу е важно да се наведе фактот дека ние во овој мандат најверојатно ќе реализираме 200 мегавати од јавните повици од страна на Министерството за економија, значи моментално 138 мегавати се во градба од овие повици, дополнителен повик ќе имаме и наредната година, значи до 2024 година ќе имаме над 500 мегавати инсталиран капацитет од фотоволтаични централи во нашата држава. Како да се зголеми енергетската ефикасност? Во дел на енергетската ефикасност ви кажав и сакам тука јавно да повикам за сите граѓани, сите тие чинители на нашата индустрија да направат големи напори во делот на заштита на електричната енергија. Ние веќе спроведуваме различни мерки во склоп на Министерството за економија и програмата што ви го кажав, што ја реализираме преку Министерството за финанси, но многу е важно и општините да разгледат мерки, можности во делот на јавното осветлување. Во моментот мислиме дека тие самостојно би можеле да одлучуваат какви мерки во делот на јавното осветлување можат да донесат, но ние како држава можам слободно да кажам дека сме го завршиле тој дел на можност што сме им го дали на општините со воведување на ЕСКО моделот каде тие може да направат големи заштити на електрична енергија, а секако дека ако е потребно ќе се донесат и такви одлуки во наредниот период, но во моментот е најважно за граѓаните и индустријата повеќе да заштитат електрична енергија, а ние веќе ќе ги обезбедиме сите потребни количини кои се побарани од страна на ЕВН и редовно во континуитет ќе ги снабдуваме потребите и на домаќинствата и на индустријата. Србија донесе одлука за замрзнување на цените. Дали Македонија размислува на сличен потек? Во склоп на Министерство за економија, секторот за трговија веќе ги направила пресметките во делот на зголемување на цените. Зборуваме за основните производи, веќе предлогот е подготвен и или во сабота или во вторник ќе биде пратен во владата, каде што ќе се разгледува и најверојатно и Северна Македонија ќе донесе одлука за замрзнување на основните производи. Тука се говори дека најверојатно ќе биде лебот, брашното, млекото, зејтинот, па можеби и месото. Почитувани гледачи, следите интервју со министерот за економија Крестник Бектеши. Министре, дали ДУИ е подготвен во во владината, во актуелната владина коалиција да се приклучи алтернатива и дали вие како дел од владеачкото мнозинство сте подготвени да отстапите дел од владиниот колач? Нашиот став како Демократска унија за интеграција во континуитет сме го покажале. Добродојдени се во владата сите тие политички партии кои ги делат сите вредности, а најверојатно и сите вредности, а најверојатно алтернатива ги споделува тие вредности во делот на интегрирање на нашата држава во ЕУ, во делот на справување со економската, здравствената и енергетската криза. Во моментот многу е важно нашата држава да има стабилна влада, стабилно собрание, каде што ќе се носат вакви важни одлуки, а во делот на отстапување на ресорија, веќе при крај се преговорите, најверојатно на наредната недела лидерите на политичките партии ќе го објават и договорот што се однесува до распределба на ресорите. Колку се точни одредени проценки дека Ахмети му го штити грбот на Заев, вели остани барем до март, а всушност потајно работи на можни предвремени парламентарни избори, со проценка дека во моментот ДУИ одлично е котиран
одлично котира и има одлична поддршка меѓу граѓаните, а во насока да ги пресретне останатите политички конкуренти, Алијанса на албанците, Алтернатива, БЕСА. Па, ако господинот Ахмети би сакал тоа да го направи, во моментот кога најави оставка господинот Заев, ќе бараше предвремени парламентарни избори, имајќи ги во предвид и бројките од локалните избори, каде што Дуи беше единствениот победник во политичката сцена во Северна Македонија, но како и порано и сега господинот Ахмети, Демократската унија за интеграција првично го стават интересот на државата, за да се справуваме со здравствената, со енергетската криза, да очекуваме датум за започнување на преговорите со Европската унија и ова владина коалиција, ова мнозинство, што секако очекуваме да биде зголемена наредната недела, треба до 2024 година да го испорача на граѓаните за тоа што го добиле мандатот претходната година, значи да ја реализира целосно владината програма, каде што секако дека е поголем дел од Демократската унија за интеграција како програма што ги победи изборите претходната година е инкорпорирана и тоа би требало да се реализира. Што значи дека ги отфрлате одредени шпекулации во јавноста дека можни се предвремени парламентарни избори? Па не доаѓаат во предвид предвремени парламентарни избори, пошто и вице-премиерот Груби, но секако дека и господинот Ахмети и ние како представници на Демократската унија за интеграција сме заинтересирани за да ја реализираме целосно програмата до 2024 година. Подготвени сте да прифатите било кое име што ќе го предложи СДСМ како владеачка за иден мандатар? Ние мислиме дека господинот Заев треба да остане како председател на владата, но секако дека откако ќе завршат внатре партиските избори во Социјалдемократскиот сојуз, ќе биде одлука нивна за тоа кој ќе биде новиот мандатар и дали би се повлечел господинот Заев во интерес на Демократската унија за интеграција е, како што кажав и претhodно, за владата да биде стабилно, да се реализираат програмските определби за кои граѓаните ни ја дале довербата, а најважно од све секако дека се и крупните политички прашања, како што е договорот со Република Бугарија и реализација на капиталните инвестиции, како што е националниот гасовод, дистрибутивната мрежа која треба да почне наредната година, која секако дека ќе им овозможи и на индустријата и на домаќинствата и сигурност во делот на снабдување со енергенси, но и диверсификација на енергенските во нашата држава. На крајот, дали Дуи ќе опстои на ставот и на она непишано правило по изборите, кога и да се одржат, по принципот победник со победник, што значи дека доколку на следните избори ВМРО победи и Дуи победи, би влегле во влада со Мицковски? Па тоа не би знаел сега да го одговарам, имајќи во предвид дека, кажа, веќе наредните парламентарни избори неверојатно би биле во 2024 година, па ќе видиме до тоа што ќе се случи. Јас сум убеден дека на начинот како работи Демократската унија за интеграција и наредните парламентарни години избори ќе биде најголемата политичка партија во албанскиот блок, а тоа се покаже сега пред еден месец дека ако во овој момент се одржуваат парламентарни избори, Демократската унија за интеграција би имал минимум 18 пратеници во собранието на нашата држава. Ви благодарам за гостувањето во емисијата. Благодарам и на вас. Почитувани гледачи, тоа беше Кресник Бегтеши, министер за економија и дел од раководството на Дуи.